Благодарам, колешке Лидија, на репликата. Меѓутоа, ако биле повикани сите здруженија кои се занимаваат со лицата со попреченост, зошто во писмото е дадено само едно име на едно здружение – мобилност? Овие 5 кои јас ви ги набројав немат на нивните мејлови добијано покана за да учествуваат на таа јавна расправа кој вие упорно се повикувате на неа. Зошто во писмото не ја спомнуваат? Ете, го спомнуваат само здружението Мобилност и некои други. Кои се тие други? Зошто ги нема по име и презиме? Тие се регистрирани, си имаат име, презиме. И ако е толку добар законот, зошто не го пуштивте во редовна постапка? Па да имаме тука јавна дебата, да имаме време. Туку поскратена и со европско знаменце. Сигурно има нешто сомнително. Зошто толку е брзање ова? А ние не сме против носење на нов закон и за подобрување на условите на лицата со попреченост. Напротив, знаеме дека се соочуваат со бројни проблеми.